Радио бар не е само радио, и не е само и бар. Тоа е еден концепт малку и покомплексен, да речам, со тоа што правиме стриминзи, дали од журки, снимаме и концерти, поддржуваме ивенти секако надвор. Тоа што не прави посебни се и луѓето кои што доаѓаат овде и целиот тим на Радио бар. Многу природно си дојде името Радио бар, како што е концептот, затоа што јас цел живот работам во радио и тоа ми е прва љубов, радиото. Така почнавме со една скромна идеја. Ова требаше да биде прво радио, па потоа некој бар малку што би финансиски би го поддржувал радиото како радио. Меѓутоа испадна обратно, односно како што го најдовме радиото каде што просторот кој што ден денес сме тука. Барот излезе малце понапред пред радиото и така се деси. Прво го стартавме барот, па потоа радиото. Ова место, случајно во една средба пред да го најдеме просторот, се сретнав со Игор Џамбазов и му ја кажувам идејата. Супер, само терај напред, ми вика, и што треба, тука сум најдругарски, така, и ми вика, кај ќе биде место? Па викам, не знам, уште барам, викам, баш сега одам, викам да го најдам место. Ја ќе ти кажам кај е местото. Ми вика, ќе одиш таму и таму, кај кружен тек, вика, тука е, вика, таму те гледам на тебе. Слушај гаталец, слушај паталец, не гаталец. И така се деси. Место проаѓам, го гледам секој ден, викам, некако чудно ми е, кој знае колку ќе ми бараат, кире овде и не знам што. И дентот дојдов право тука, се сретнав фини луѓе и така. Истиот ден веќе брзо и лесно се договоривме за местото, така да приказната се тргна и така се роди Радио бар. Во периодот од 10 години Скопје многу се промени. Што генерацијски, што со паузите што ги имавме, особено во пандемијата, многу се промени ноќниот живот. Тука една генерација изгуби цел период. Ние го фативме тој дел од ноќниот живот пред и после пандемијата, буквално. Клубот 12-12 исто ние го работевме, така да бевме вклучени потполно во ноќниот живот и тоа беше кога 2018 го отворивме клубот. Тогаш имаше вистинска потреба и мене луѓето кои што доаѓаа во Радио бар ме натера да продолжиме приказната, да трае после 1 часот, да има забава. И тоа ни беше мотивација. Единаесет години не е мал период, нели? Помина многу луѓе, дека се промени многу, се промени во смисла, запознавме многу нови луѓе и тоа е една добра позитивна работа. Имавме концерти, организација на концерти, стриминзи, радио емисија исто со Зоки Бејбе, така да тоа е тоа, работиме, активни сме и сакаме предизвици секако. Тоа не води напред, тоа не прави успешни.